Добро вечер, јас сум Катерина Нацева, а вие го следите централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Предизборната трка е во тек. Партиите на терен на средби со граѓаните ја презентираат својата предизборна програма. И во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации од Велес и регионот, Македонија и светот. Останете со нас, почнуваме веднаш. Според најновата анкета на Брима Галуп, ставовите на ВМРО ДПМН е поблиску до ставовите на граѓаните. Во Кавадарци по втор пат искршен штабот на ВМРО ДПМН. Под мотото "Сите сме нивни деца" одбележана неделата на грижа за стари лица и изнемоштени лица. Неделникот Република продолжува со објавување на резултати од анкета која по нивна нарачка ја направи агенцијата Брима Галуп. Овој пат фокусот е ставен на прашањето за двојазичноста во Македонија. Колешката Валентина Михаловска има повеќе за ова. Резултатите од последната анкета што ја спроведе реномираната и угледна агенција за истражување на јавното мислење Брима Галуп. 38,3% од испитаниците се изјасниле дека лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Повеќе се грижи за националните и општите интереси на Република Македонија, а само 17,2% сметаат дека лидерот на СДСМ Зоран Заев е поголем патриот. Анкетата е спроведена на барање и во соработка со неделникот Република. Истата е спроведена во периодот од 11 до 17 ноември оваа година, а при тоа се анкетирани 1006 испитаници на возраст над 18 години. На прашањето кого би избрале за премиер, доколку треба да се одлучите помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев, 42,5% се изјасниле дека би го избрале председателот на владеачката партија. За Заев се одлучиле само 24,1%. На прашањето дали ги прифаќате ставовите на Зоран Заев за употреба на албанскиот јазик, дури 70,6% се изјасниле дека не ги прифаќаат ставовите на првиот човек на СДСМ. Само 17,9% се согласуваат со Заев околу ова прашање. К1 ги прашуваше Велешани на оваа тема. Еве какви се нивните ставови. Ништо нема ни да биде тоа. И двојазичноста, фала Богу, у парламентот не треба се зборува двојазичност. Како тоа зборува? И он дозволија унапред парламентот, сега па тоа цела држава, уште само може нема биде кој знае која ќе биде. Деца не чини тоа. Федерализација, двојазичност, тоа не е за македонците. Ние сме си македонци и треба да си имаме наш јазик, наша традиција, се наша. А не да не става двојазичност. Јас сега на овие години да учам албански. Мислам, тоа е нонсенс, што може да се случи во Македонија од еден политичар. Немам коментар голем за тоа што кој паметен у Македонија ќе учи нарочно и обавезно албански. Тој што сака ќе се научи, ако има некоја соработка на некој начин, пословна соработка ако има, и ако е, да речеме, заинтересиран да научи, да речеме, ако живее во околината на албанците, за поарно да комуницира. Според анкетата на Брима Галуп, граѓаните не веруваат дека опозицијата, доколку ја преземе власта, би била подемократична во однос на актуелната власт.
29,2% се изјасниле дека опозицијата би била подемократична доколку дојде на власт, наспроти 48,4% кои сметаат дека доколку дојде на власт опозицијата нема да биде подемократична од актуелната власт. Дури 50,8% веруваат дека актуелната власт е подобра алтернатива, а речиси половина помалку, односно 26,7% се со спротивно мислење. Во однос на подобри мерки и програми, само 25,2% од испитаниците се изјасниле дека СДСМ би работела подобро, наспроти двојно поголемиот број гласачи, 50,9%, кои сметаат дека опозицијата, доколку дојде на власт, ќе нема подобри мерки и програма од актуелната владеачка партија. Дури 43,7% се изјасниле дека владеачката партија има подобра програма, наспроти двојно помалиот број граѓани, 22,9%, кои сметаат дека СДСМ има подобра програма. На секој граѓанин ќе вратиме 15% од данокот на додадена вредност. Ќе ги намалиме судските, адвокатските и извршителските трошоци и камати. Ова денеска го изјави Панче Иванов, кандидатот за пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица 3. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги насочува парите кон граѓаните. На секој граѓанин ќе вратиме 15% од данокот на додадена вредност од секоја сметка што ја платиле за купување за своите потреби. Ја враќаме ефтината тарифа на струјата, ја укинуваме радиодифузната такса, ги намалуваме казните. Ова го истакна кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изборната единица 3, Панче Иванов, од партиската говорница на СДСМ. Ги намалуваме судските, адвокатските и извршителските трошоци и камати. Трошоците за 20% од спорот, каматите за 50% од долгот. Воведуваме фер даноци, сиромашните ќе плаќаат помалку. Ги зголемуваме субвенциите, земјоделците ќе добиваат 160 милиони евра субвенции годишно, кога највеќе ќе им требаат. И не на селективна основа, него сите што треба да добијат. Иванов потенцираше дека планот за живот предвидува и низа мерки за младите, преку обуки, неповратни средства за младите со добра бизнис идеја, со цел истите да останат во земјава. Секој млад човек ќе може да основа компанија од само едно евро основачки влог и за да добие 15.000 евра кредит за функционирање додека да речеме застане на нога или се стабилизира со 1% годишна камата. Панче Иванов порача дека Социјалдемократскиот сојуз има план за живот во Македонија и ќе ги реализира своите ветувања. Кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на Социјалдемократскиот сојуз Бети Анкитев денеска на пресконференција промовираше проекти и мерки кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на воздухот и на животната средина. Заедно сме сведоци како од година во година воздухот во Кавадарци и Македонија е се позагаден. Имаме раст на смртни случаи поврзани со белодробни заболувања кои се директно резултат на загадениот воздух. Власта на ДПМН е 10 години и не направи ништо за да ја подобри ситуацијата, рече денеска на пресконференција кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на СДСМ Бети Анкитев, кој промовираше проекти и мерки кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на воздухот и на животната средина од програмата План за живот во Македонија. Ќе ја ревидираме одлуката за увоз на стари возила со цел да обезбедиме пониско ниво на емисии во воздухот од сообраќајот. Заедно со идната локална самоуправа и сообраќајната полиција ќе спроведеме нови режими на сообраќај во поголемите градови, што ќе го намали загадувањето на воздухот. Понатаму, ќе воведиме царински олеснувања при увоз на нова технолошка опрема или инсталација на системи за пречистување на отпадните гасови или отпадните води. Исто така, ќе воведиме и систем за финансиска поддршка за изградба на филтри кај загадувачите во индустријата.
Ќе го олесниме и ќе го засилиме субвенционирањето на обновливите извори на енергија, ќе обезбедиме поволни кредити за замена на еколошки застарени технолошки линии и инсталација со ефикасни системи за намалување на загадувачите, потенцираше Китев. Почитувани сограѓани, токму заради сето ова, ве повикувам масовно во понеделник на 28 ноември во 19 часот на големиот народен митинг да бидете присутни и да дадете поддршка на оваа програма План за живот во Македонија. Заедно да му кажеме на режимот доста е. Да кажеме јасно и гласно дека нашиот избор е слобода, правда и подобар живот за сите во Македонија. На 11 декември да излеземе масовно на гласачките места, да го заокружиме редниот број 4 и да дадеме поддршка за програмата План за живот во Македонија. Секој е важен и очекуваме вашата поддршка. Во Кавадарци ќе биде поставена станица за следење на квалитетот на воздухот, рече Китев на денешната пресконференција. На синокешниот митинг на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, лидерот Зоран Заев го обвини Никола Груевски дека започнал да ги копира нивните идеи. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа митинг во Кочани. Лидерот на СДСМ во своето обраќање го обвини лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека не знаел што да направи за граѓаните, па започнал да ги копира нивните идеи. Тој не знае ни што треба да направи. И оп, копи-пейст. Почна да го копира нашиот план. Почна да копира идеи, цели билборди, бини за митинзи, за рекламен спот. Нема идеја, еј. Ај што крадел пари, краде идеи, краде човекот и спотови. Овој ли човек може да ја води Македонија уште 4 години? Па во пропаст не носи сите. 10 години имаше. Економијата е катастрофа. Животот ни е загрозен. Екзистенцијата ни е загрозена. На работ на провалијата стоиме таа на која го качил глумецот од украдениот рекламен спот за да ве убедува колку е тој за Македонија. Заев најави враќање на ефтината тарифа на струјата, бесплатно болничко лекување за сите, субвенции за земјоделците од 640 милиони евра за 4 години, односно подобар живот за сите. Кандидатите за пратеници од коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 4 денеска свое представување имаа во Демир Капија и Росоман. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави отварање на нови фабрики и креирање нови работни места. Деталите ги има Ања Василева. Кандидатите за пратеници од коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 4 денеска свое представување имаа во Демир Капија и Росоман. Носителот на листата, а воедно и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, порача дека овие избори се од огромно значење за развој на државата. Вети отварање на фабрики во кои ќе се креираат работни места со цел процентот на невработеност да продолжи да паѓа. Во програмата реално, по завршување на новиот 4-годишен мандат, планирано било невработеноста во Македонија да биде околу 17%. Груевски пред росоманчани го промовираше проектот Рурални развојни зони. Во наредните 5 години, секој што ќе изгради индустријски капацитет, земјоделски откупен центар, хотел и така натаму, ќе добие 10 години 100% ослободување од плаќање данок на добивка. 10 години 100% ослободување од плаќање на персонален данок на доход. Тоа го има во зоните. Трето, што го нема во зоните, 50% ослободување од плаќање на придонеси за пензиско и придонеси за здравство. Ќе добие исто така грант од државата, финансиски, паричен, во износ од 10% од инвестицијата што ќе ја направи за градба на тој индустријски капацитет или земјоделски откупен центар и за набавка на опрема во него. Повеќе пари ќе има и за земјоделците. Земјоделието останува гранка во која многу ќе се инвестира, рече Груевски. За земјоделците и преработувачите ќе има и поволни кредити од Македонската банка за поддршка на развојот со 4 и 5% камата, а од оние така наречени компензациони фондови со 2% камата. Што е нов вид исто така на помош за македонскиот земјоделец.
Постепено, преку системот на субвенциите ќе се најде начин да се охрабрат финансиски земјоделците да применуваат добри земјоделски практики. Тоа е многу важно, затоа што тоа дава повисок род, поквалитетен производ и поголем приход за земјоделецот. Модернизацијата на инфраструктурата ќе продолжи, истакна Груевски, најавувајќи дека продолжува проектот за изградба на експресниот пат Градско Прилеп во вредност од 80 милиони евра, како и реконструкција на патот Росоман-Кавадарци во вредност од 600.000 евра. Во Росоман ќе се реконструира училиштето, а ќе се гради градинка и баскет игралиште, рече Груевски. Средби со граѓани остварија и кандидатите за пратеници од Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица 3 Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев. Еве што тие изјавија. Кандидатите за пратеници од редовите на ВМРО ДПМН Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев денеска остварија средби со здруженијата чија основна цел е грижата за лицата со посебни потреби и лицата од социјален ризик. Димовски најави продолжување на помошта која добиваат овие лица, отварање на нови центри за лицата со посебни потреби и за стари лица, но и зголемување на паричниот додаток за енергетска ефикасност. Дека социјалната парична помош во следниот мандат ќе се зголеми за 50% и постојаната парична помош која што ја добиваат голем број на семејства исто така ќе се зголеми за 50%. Би сакал да потенцирам дека додатокот за мобилност кој што го добиваат лица со целосна одземеност на својата мобилност ќе се зголеми за 25%, а оној додаток кој што го добиваат лицата со целосно слепило и со значителен процент на слепило ќе се зголеми за 27,5%. На средба со младите, кандидатот за пратеник Коџабашиев потенцираше дека ВМРО ДПМН и понатаму нуди проекти преку кои ќе се стимулираат подобри услови за животот на младите. Младите се нели иднината на нашата држава. Ова влада и во минатото и сега со новата програма предвидува многу проекти за решавање на потребите и проблемите на граѓаните. Во изминатото, знаете, направивме проекти кои се од суштинско значење со самата реформа во образованието, бесплатни компјутери, проектот Купи куќа за млади, бесплатен превоз во одредени денови за младите, за студентите, како што е нормално и во новата програма предвидуваме многу бројни такви проекти. Средбите со граѓаните продолжуваат и понатаму, се со цел промоција на предизборната програма. Доцна синоќа повторно е вандализиран штабот на ВМРО ДПМН во Кавадарци. Скршени се стаклата од прозорците на задната страна на објектот. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица Кавадарци. Мартина Митков повеќе за ова. Повторно се искршени стакла на прозорци на штаб на ВМРО ДПМН во Кавадарци. Првите луѓе од партијата денеска излегоа на пресконференција на која побараа од МВР да превземат мерки да се најдат и казнат сторителите, за да се спречат ваквите вандалски дела кои се несвојствени за Кавадарци. Кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО ДПМН е Весна Пемова. Рече дека овој кукавички чин ја докажува нервозата кај нивните противници. Нивниот страф од пораз се зголеми по грандиозниот митинг во Кавадарци, кога сватија дека ВМРО ДПМН заедно со коалицијата убедливо ќе победи во Кавадарци. Нивниот очај доаѓа од последната анкета. Дали случајно или не, токму синоча со анкета нарачана од нивна телевизија, добија потврда дека ќе изгубат насекаде во Македонија. Пемова апелираше за масовна излезност на денот на изборите, со цел да се казни ваквиот начин на однесување, како што рече таа, да се казнат за сето зло што го направија во Македонија, а со тоа нивниот пораз ќе биде уште поголем, потенцираше Пемова. Пред точно една недела исто така беше уништен штаб на ВМРО ДПМН во Кавадарци во местниот комитет Задругар.
Проект Агропазар Македонија вреден 20 милиони евра. Реконструкција на двата коловози од автопатот Неготино-Демиркапија, реконструкција на патниот правец Неготино-Кавадарци, гасификација на Неготино, 24-часовно континуирано водоснабдување. Ова се само дел од проектите кои се однесуваат на општина Неготино од програмата Реално на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО ДПМН од Неготино Павлинка Честојнова на денешната пресконференција промовираше дел од проектите кои се однесуваат конкретно за овој град, а се предвидени во програмата Реално на Коалицијата за подобра Македонија. Честојнова потенцираше дека тие се определени да водат позитивна кампања. За земјоделците во наредниот 4-годишен период нови 600 милиони евра субвенции. Нов проект кој што е многу значаен од повеќе аспекти за нашата општина, но и за поширокото подрачје, е така наречениот Агропазар Македонија, вреден 20 милиони евра. Предвидено е овој проект да биде реализиран на потек помеѓу Неготино и Демиркапија. Овој агропазар ќе биде единствен во поширокиот регион. Истиот ќе овозможи вработување на многу лица и сигурен пласман на земјоделски производи. Инфраструктурно, за една година ќе заврши реконструкцијата на двата коловози од автопатот Неготино-Демиркапија. Ќе се реконструира патниот правец Неготино-Кавадарци. Честојнова рече дека нејзините заложби во идниот состав на парламентот ќе одат во правец кон решавање на постоечките проблеми на сите граѓани на Неготино. На пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ Велес, одржана по Бладнево, писмено реагираа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Истото во целост го емитуваме. Пред да излегува во јавност и да чита она што му порачал аболицираниот криминалец Зоран Заев, најпрвен кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз од Велес треба да одговори дали тој лично како велешанец стои зад планот на Заев за двојазичност и распарчување на Македонија. Пред да излегува и да чита од нивната така наречена програма, тој треба да одговори дали прифаќа канотизација и редефинирање на државата што ја направи неговиот лидер Зоран Заев. Дали Панче Иванов, лично како велешанец, стои зад планот за живот на СДСМ во федерализирана, поделена и двојазична Македонија. Така наречената програма на СДСМ што денес ја читаше кандидатот за пратеник на СДСМ е памфлет и обид да се маскира вистинскиот план на тајфа Заевци, Чауши и Верушевци. Нивната така наречена програма е збир од нереални и неостварливи ветувања, план за измама на граѓаните. Велешани се мудри луѓе кои добро знаат да проценат и препознаат измамници и нема да наседнат на триковите кои се обидуваат да ги продаде Социјалдемократскиот сојуз. Велешани се патриоти и луѓе кои си ја сакаат својата татковина и својот народ и знаат да ги препознаат оние кои се обидуваат да тргуваат со националните интереси. Велешани го знаат вистинскиот план и програма на Заев и неговите подржувачи и на 11 декември силно ќе му се спротистават. На 11 декември референдум за унитарна и силна Македонија која ќе продолжи да оди напред. Стои во опишаната реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес, испратена до нашиот медиум. Продолжуваме понатаму со останатите информации, веќе се одделуваме од политиката. Останете со нас. Интернетот станува се поактуелен помеѓу луѓето. Тешко е да се замисли животот без овој речиси неограничен пристап до информации и можност за лесно поврзување со луѓето. Постојаното користење на интернет, социјалните мрежи и мобилните апликации им овозможуваат на луѓето и онлайн продажба, а за тоа најзаинтересирана е младата популација. Ања Василева повеќе на оваа тема. Употребата на интернетот станува се поголемо секојдневие на луѓето. Во модерниот свет во кој живееме, пристапот до интернет е нешто особено важно. Тешко е да се замисли животот без овој речиси неограничен пристап до информации и можност за лесно поврзување со луѓето. Комуникологот Бојан Кордалов истакна дека интернетот и интернет услугите овозможуваат само придобивки. Тие можеме да ги видиме од децата на најмала возраст, значи како да во градинка всушност веќе дури од како тие стануваат свесни, продуваат,
можат да гледаат разноразни содржини за деца, како што се цртани филмови, слично да развиваат склонности кон јазици, кон математика, кон други вештини, понатаму предучилишна, училишна, студентска возраст, а да не зборуваме секојдневно колку интернетот ни користи за работата. Постојаното користење на интернет, социјалните мрежи и мобилните апликации им овозможува на луѓето и онлайн продажба, а за тоа најзаинтересирана е младата популација. За користењето на онлайн купувањето ги прашавме Велишани. Тие не се задоволни до услугите на онлайн продажните сајтови. Дали купувате преку интернет? Преку интернет поретко, не често. Зошто смятате дека не безбедно? Па не безбедно, мислам дека не безбедно според мене. И според мене е подобро да си купам со кеш. Дали купувате преку интернет? Не. Преку интернет не купувам затоа што нарачките испаѓаат противно од тоа што ќе го нарачаш. И затоа најубаво со голо око што ќе си видам, тоа ќе си купам. Не купувам преку интернет. Да, Сметаш дека е добар начин на пазарување? па зависи за кои работи. Го користите често? Не баш често некои работи, како на пример што ги нема кај нас. И затоа преку интернет. Безбедно е, има... Па зависи од кои сајтови. Чисто вие сте млади? Слабо ни. Зошто? Сметаш дека е небезбедно или? Да. Според светската интернет статистика, македонците го следат светскиот тренд во користење интернет. 3,611 милиарди или 49,2% од луѓето во светот имаат пристап до интернет. Во Република Македонија тој број е 1,4 милиони или 68,1% од вкупното население. Под мотото "Сите сме нивни деца" беше одбележана неделата за грижа на стари изнемоштени лица. За таа цел се организираа посети на стари лица во нивните домови и бесплатно мерење на крвен притисок и шеќер во крвта од страна на волонтери од Општинската организација Црвен крст во Кавадарци. Бесплатно мерење на крвен притисок и шеќер во крвта. Ваква акција се организираше во Сдруженијето на пензионери во Кавадарци, која беше во рамките на одбележувањето на неделата за грижа на стари изнемоштени лица, а традиционално ја организира Црвениот крст на Република Македонија во соработка со општинските организации и Сдруженијата на пензионери. Мотото оваа година е "Сите сме нивни деца". Целта за одбележување на неделата е да се подигне свеста на населението за правата на старите лица. Грижата за старите лица води во насока на негување на други вредности, како и нивната социјализација, услови за квалитетен живот, рекреација, превенција и друго. Целта е да се мотивираат младите лица, младите волонтери кои што се во Црвениот крст, меѓутоа и општо сите млади лица дека е потребно да им се помага на старите. Оваа недела Општинската организација на Црвен крст на град Кавадарци имаше повеќе акции. Заедно со волонтерите нашиот Црвениот крст посетивме повеќе домови, помогнавме на повеќе стари лица со делење на совети, со општа помош околу нивните домови и сега завршуваме тука во соработка со Сдруженијето на пензионери. Последниот ден од акцијата го продолжуваме со бесплатно мерење на шеќер и на крвниот притисок. Пензионерите изразија благодарност за укажаните услуги при мерењето на шеќерот и крвниот притисок. Тие ги поздравуваат овие активности и се надеваат дека истите почесто ќе бидат организирани. Исто така, во рамки на неделата на грижа за стари лица, волонтерите од Црвениот крст реализираа акција за посета на пензионерите во нивните домови, каде им беше укажана било каква помош. Селскиот туризам во Македонија на интернационалниот саем за селски туризам во Крагуевац. Значителна промена во цените на овошјето и на зеленчукот на зелените пазари. Вести од Македонија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за прв пат ја промовира својата туристичка понуда на интернационалниот саем за селски туризам во Крагуевац, Србија. Крагуевац 8 година поред е домаќин на саемот за селски туризам, каде најубавото од својот крај го промовираат околу 100 излагачи од Србија и Балканот. Во наредните 3 дена сите посетители на саемот ќе имаат можност да се запознаат одблиску со можностите за селски туризам кои ги нудат земјите од Балканот, а воедно да дегустираат храна и вино, како и да дознаат повеќе за селски, банјски, здравствен и рекреативен туризам.
Во период кога банјскиот, здравствениот и рекреативниот туризам е се поактуелен за луѓето од високо развиените земји поради консумирањето природна храна, чист воздух, запознавањето со културното наследство и традицијата, Македонија е одлично позиционирана на мапата за алтернативни типови туризам. Процентуалното зголемување или намалување на цените на зеленчукот и овошјето на зелените пазари на мало и на големо во октомври биле со забележителна разлика. Модриот патлиџан, карфиолот и спанаќот во минатиот октомври биле поскапи за 20 до 40% на пазарите на големо, додека гравот, морковот и оризот од 8 до 13%. Намалување на цените е забележано и кај јужното овошје, и тоа од 12 до 37%. Пад на цената имало и кај цената на калинката, и тоа за 58% на пазарите на големо, додека на пазарите на мало биле поскапи за 1%. Овој октомври поевтини биле и лешниците, бадемите и оревите. Земјотрес во Кина со интензитет од 6,5 степени по Рихтер. На 90 годишна возраст почина Фидел Кастро. Утрово преку националната телевизија соопшти неговиот брат Раул Кастро. Едно лице загина во земјотрес со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала, што денеска го погоди ујгурскиот автономен регион Синкјанг во северозападниот дел на Кина. Човекот загинал кога при потресот се урнала куќата во која живеел, јави кинеската агенција Ксинхуа. Земјотресот бил на длабочина од 12 километри, со епицентар на 170 километри од градот Каши, во близина на кинеската граница со Таџикистан. Властите на Таџикистан и Пакистан соопштија дека потресот бил почувствуван и во нивните погранични региони долж границата со Кина. Почина Фидел Кастро, таткото на кубанската револуција, на 90 годишна возраст, соопшти неговиот брат Раул Кастро, актуелен председател на Куба. Тој починал утрово во 4 часот и 29 минути по средноевропско време, објавил Раул Кастро во специјално обраќање до нацијата преку националната телевизија. Смртта на Фидел Кастро доаѓа 2 години по историскиот договор меѓу Соединетите Американски држави и Куба за обнова на односите, кои беа замрзнати во текот на кубанската криза од 1962 година, кога светот беше доведен на работна нуклеарна војна. Зимските температури веќе почнавме да ги чувствуваме. Денеска имавме претежно облачно време, иако максималната температура достигна до 15 степан. Сепак најавите на метеоролозите за дожд во ноќните часови веќе се остварени. Какви температури не очекуваат во текот на утрешниот ден во продолжениот графичкиот приказ.
Ова беше и последната информација во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Овде ве поздравувам.